Во оваа луѓе и места ве водиме на Скопски битпазар, поточно во Турскиот театар, каде што ќе ве запознаеме со еден занает кој полека изумира, но занает без кој не може да функционираат театарските представи. Во минатото рачното правење перики, мустаки, бради од природни влакна се правело во речиси сите театри. Денес малкумина го прават тоа. Еден од нив е и Авди Билал. Тој преку 40 години им помага на актерите полесно да се трансформираат во ликовите на сцена. Најпрви научајќи од мајстори кои правеле перики и мустаки понекогаш и за 50 актери и статисти на сцена. За денес да ги трансформира актерите во турскиот и албанскиот театар во Скопје. Бил голем влюбеник и во фудбалот, играјќи за повеќе скопски клубови, но љубовта кон театарот била поголема. Прв пат влегол во театар на денот на театарот и оттогаш актерите, периките, трансформацијата на ликовите се неговото секојдневие. А се започнало на негови 16 години. Беше 27 март 1981 година. Имав неполни 17 години, 16 години нешто. Бев ученик во Хигиена, имаше една берберска задруга во времето, фризерска задруга. И дојде, тука бил технички директор Идрис Емин. Преку пријатели, преку некого кој ме знаел, го испратиле тамо да дојде и ме викна на страна, вика, сакаш да дојдеш у театар да работиш. Ми дојде чудно, ја го сакав театарот и пред тоа, идев со школа, идевме у театар, гледавме представи, ама у театар да работам, малце беше тогаш многу интересна, елита, глумци, театар, може ќе играм и на представа некоја. И дојдев у театар, беше 27 март 71 година, прв пат. Гледав како работат од тогашните мајстори. Имаше еден мој мајстор, што не учеше со занат, Ештрев се викаше, од МНТ, и овде работел он, и Милка Минова. Со нејзе поминав 35 години заедно у ова куќа, она отиде у пензија. Ден денеска се слушаме, се на телефон. Блиски сме, фамилија сме, 35 години заедно. Ама тогаш беше интересно, прв пат у театар, првите денови, гледаш представи, гледаш како работат, не можеш да влезеш у игра да работиш, идев и учев у Димитар Влахов, бев последна година. И го засакав театарот, викат го испири водата у театарот првите денови и готово, остануваш тука, нема кај да идеш. Се бавев со фудбал, 20 години сум играл активно фудбал у Слога, у Карасерија, у Ударници, у Единство. И тоа имав добар просперитет да бидем добар фудбалер, ама и театар и фудбал заедно не идат. Представи овде, ја на утакмица негде, паметот ти е тука, да не треба нешто. Колешката ме ослобаѓаше, Милка доста, ама друго има некоја поголема представа и треба заедно се работи. На почетокот тајните на работата ги учел од мајстори во Македонскиот народен театар, кои работеле за потребите на драмата, операта и балетот. Со посебно задоволство раскажува за тој период, бидејќи тогаш играле во представите плејада познати актери како Прличков, Шишков. Имаше мајстори како Чичко Киро, Љубица, Живка, Ристе, овој мајстор што вика Мештрев. Имаше и помлади деца што обучава занат со мене заедно, ама работевме тогаш турбо. Сабајле книфавме, со игла работевме бркови бради од 8 до 2 и вечерта на представи, балет, опера, драма, што било. Тогаш беше елитата македонска со Ристо Шишков, со Петер Прличков, со Тодорче Николовски, тие беа дрим тим на Македонија во време. И тогаш имаше многу работа, се работеше тогаш. На сите представи, поготово опера и балет.
Имаше и по 100 статиста у опера, и у балет што играат тие. Имаше многу голема екипа што играа во времето. Тогаш имаше 2-13 души у шминкерај, у фризерај имаше. Екипа која работеа и бркови бради и шминка, заедно го работеа. Се праве специјални лузни, маски, ожилци, што ги викат. Све од нив, све се учеше од нив. Ама овој занат се учи цел живот. Ја додека што сум у театар толку години, доаѓа некој мајстор од негдека, друг некој колега, ни покажува нешто, демонстрира нешто ново, што го прави он. Ние му демонстрираме нешто ново, он се чуди. Вика, могуче ли? Викам, како не, зашто? Кога можеш ти од Турска или од Словенија, од Хрватска, од Србија да кажеш нешто ново, и ние имаме нови работи многу тука, што секој не кажува. Ама гледа дека го сакаш занатот и сака да ти помогне, да ти каже. Рачно се изработувале перики, мустаки, бради, сите од природни влакна. Некогаш се работело и по повеќе сати без престан, бидејќи таква е работата, вели Авди. Малку потешко иде, има третман, има периката, има на глава, се става на постоле на глава, става му прави облога на главата, му прави постолето на главата, му прави. Кога се завршава, тоа е 7-8 сат, 10 сата работа, без да станеш од место, загревеш столица, да работиш турбо, нема за станува, зашто станали од столица, се ладиш, после малце тешко иде. А тоа има неколку сата припрема, кога доаѓа до игла се работи, и претходно и косата ја спремаш. Каква коса, кој е модел на коса, која е боја на коса, и косата треба да ја припремиш, бидејќи коса малце тешко се наоѓа, поготово у последно време, и ја продаваат. Кој сече коса, ја чуваат у фризерници и вамо таму и ја продаваат. Ама у времето се наоѓаше сечи коса, фрли ја, или ако не ја фрли, дај му на некој мајстор, па и он сака некој дина да земе, ќе ја чува. А периката е малце по-проблематична, има повише денови работа, 10 дена, 15 најмалце работа перика, малку потешко иде, ама и у задно време не се исплати перика да се прави, има разни коси од синтетика, една употреба, две употреби и завршава. А периката ја чуваш, цел живот ја чуваш периката. Ја негуваш, ја переш, ја колмуваме со маши, даваме фризури, даваме фазони. Има доста работа, ама ја чуваме. Овие перики што гледате надвор, што се све со природна коса тие од времето и од моите мајстори се останати, ја ги чувам. Има некоја перика и моја што е тука, што е направена. До финалето, додека дојде на глава на глумецот, било кој, на глава дојде и режисерот, консултација со костимографот, се свиѓа, не се свиѓа, смениме фризура, другаче да ја правиме, или отпаѓа тоа, друго ќе правиме, по можност има ли материјал, се прави. Све до материјал. За перики треба повише малце. Една перика треба над 600 грама, веројатно коса. И тоа да изравнаш, да биде добра коса, да исчешлаш, да ја дотераш, да дојде на лагер, да работиш. Ја немаш и таа коса, џабе ја почнуваш периката. Ќе останеш на пола, ќе не можеш да довршиш, треба да имаш друга коса, да бараш друго место. Со мустаките било подруго. Тогаш, но и денес. Се уште може да се најде доволно коса за да се направат мустаки, бидејќи за нивната изработка се потребни помалку влакна. Овде има бркови со права коса, има бркови со као природни бркови што се. Еве и таму имам такви бркови, кои се косата ја спремам претходно, ја земам косата и ја виткам у едни конопи има и после тоа виткање го ставам у вода врие, у водата врие со солена вода врие, за да добием ова форма на природна коса, на природна длака, влакно природно што доаѓа од лице, од брада, мислам, од коса природно, права е. Е тоа треба да го обработам, да добие ова димензија што е сега и побујна е, по мушки е, по природно е. Се гледа, вика, ева, ќе оставиш овие бркови, ќе речеш, ај, негови ли се? А уствари, не се негови. Ама и тилот нема да покаже, и тилот доаѓа со лепак до крај, до ивицата, му правиш и од блиску вака, ќе го препознаеш, ама малку подалеко од на 3 метра, како негови да се, природни. Мене ми остави аманетот овие мајсторите што ми беа Киро, Ештреф, Ристе, го правеа лепакот сам. Сами го правеа лепакот и ми покажа како се прави лепакот. 40 кусур години ја лепак не сум купил, сам го правам. Мислам, купувам материјал, основа што е, тоа етер, со мастикс, сакес го викаат, мастикс, со тоа ги растварам
и малку им ставам и алкохол, малку, за да го излуфтира тоа, да го стегне. Ја бев млад, ме вика, тие 50 лати се твои, се вика, ќе им ставиш бркови, вика, и пудра ќе им ставиш на лице. Црвенило, малце пудра и ќе ги дотераш. И тие чекаат ред дечки млад и гледат и јас млад со нив и работиме. Тие поминува сигурно за пола саат, 50 души ќе ги поминеш. Стави лепак, стави бркови, стави лепак. Секој се знаеше кои чиви бркови се. Све се знаеше. Ги редевме брковите у стиропол и со игла. Секој се знаеше со име кој чив брк носи, со име. Но овие големите глумци имаше и саат, два, лицето му го менјаваа цел. Комплет шминка, цело лице се деформиса со шминка. 2 сата му ги дига веѓите на друга страна. Очите му ги затвара, му отвара као друго око, или смалува, или зголемува, или лицето му го менјава, го искривува лицето со шминка, као Фауст или Голето, овие големи представи имаш Травијата, каде имаш со шминка многу работа. А и многу е голема мајсторија у шминката, у ова заната што го имам. Ние работиме тука све, и перика, и шминка, и грим, комплет што е да работиме и негде работат само шминката ја работат, или само бркови и бради лепат. Но неговите работни обврски во театарот не завршуваат со изработувањето перики или мустаки. Тој е присутен за време на целата представа. А има работа и после тоа. После лепење бркот го ставам на глумецот, го стега, после 10 минути работа, он веројатно пола саат пред представата го спремаме, за да стегнат, да легнат брковите. Нормално ќе избегава смеење, ќе избегава, додека не стегнат. Стегнат на лице, он 2 сата на представа ќе игра комотно, или ако се поти, се знои, ја висам околу него со лепак у рака, го пратам у игра, позади сцена, не само него, било кој, или брада, или брк. И у игра се гледа дека он концентрацијата ја губи, му се отвара бркот и ми прави мимика, било што на страна 2 секунди, 2 капки лепак так и продолжава. Кога завршава представата, му ги вадам брковите, го бришам со алкохол, ја вадиме шминката од лице што има, брковите се сушат до утре, ги зимам, ги перам брковите со алкохол, со ацетон, за да дојде до употреба поново, бидејќи лепакот мора да се извади од бркот. Ние ставаме лепак на лице, не ставаме лепак на брк на тилот. Некој става и тие се фрлаат, не се употребуваат. Работењето со познати актери и работата во театар секогаш повлекува некои интересни случаи, било да се тие додека се спрема представата или за време на самата представа. Тој работел со голем број познати актери кај нас. Зајди сонце игравме, ме викна у универзална сала. Ме викна мајсторот, голема работа имаше, играше Ристо Шишков таму покојниот. Го потенцирам Ристо Шишков дека многу го сакав, многу поштен, многу ме сакаше. Ме викаше Турче. Ама беше, викаат, людина, човечиште беше. Го сакаше работникот, ја сакаше правдата, ама идеше до крај. Беше Ристе Стефановски директор тогаш. Сега и е критичар што е театарски. Игра представата и Љупка Џундева, мислам, имаше перика на глава. И јас ја гледам представата од сала. Дојдов као публика, да ја гледам представата. Ја спремавме таму у универзална сала и искочив да ја гледам представата, интересна представа. И паѓа на глумицата перика од глава. И ја бегам од сала. И јас се засрамив што и падна периката од глава. Тоа била игра. Не знаем дека у игра она ја вади периката и ја фрла. Она у игра била. И ја избегав од сала и дојдов кај мајсторите. Вика, падна периката на глумицата, вика. Ако бе, што? Како бе, ако? Па периката и падна. Па ако така и играта, вика. Па зашто избегате? Вика, мене ми дојде незгодно, викам, периката и падна. Или да му падне на глумец бркови на сцена. Има представа, ги вади брковите, он ги фрла. Кај нас у представа има, ови викаат, не му ги залепил шминкерот брковите, не му ги залепил, добро му падна. А уствари игра има таква. Од турскиот театар во Скопје ја одјавуваме оваа луѓе и места. Следната средба ви ја закажуваме за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.